Во дневникот на регионалната К1 ќе ги гледате најновите информации од Вардарскиот регион Македонија, светот и спортот. Останете на нашата фреквенција, се враќаме веднаш по најавите. Нема инсулинска криза, тврди новиот министер за здравство Филипче. Тој објаснува дека главниот проблем поради кој се јавил недостиг била долготрајната процедура за набавка. Усвоена одлуката за усвојување на акциониот план за спроведување на програмата за развој на Вардарскиот плански регион за 2018. Градоначалникот Митко Јанчев ги израдува учениците од сите основни училишта во Кавадарци со новогодишни пакетчиња. Нема инсулинска криза во Македонија, лекот е пуштен во продажба, потврди новиот министер за здравство Венко Филипче. Тој објаснува дека главниот проблем поради кој се јавил недостиг била долготрајната процедура за набавката. Инсулинска криза во земјава нема, а лекот е пуштен во продажба. Ова го изјави новоименуваниот министер за здравство Венко Филипче. Тој вели дека долготрајната процедура за набавка бил главниот проблем. Во моментот нема инсулинска криза, ускокна една компанија со донација, се покри количината на потребни инсулини, во моментот има доволно, но во иста смисла како што спомнав претходно, ќе ја подобриме процедурата да во ниеден момент повеќе не дозволиме да се јави ризик од недостаток на тие лекови. Сдруженијето на дијабетичари Шекерче Лилипоп вчера испрати отворено писмо до премиерот Зоран Заев, во кое се бара да преземе итни мерки околу проблемот со инсулин. Изминатиот месец речиси 50.000 дијабетичари имаа проблем да дојдат до инсулин. Председателот на Сдруженијето, Димче Велев, денеска повторно на социјалните мрежи го објави следново: Благодариме, министре, за повторното ветување, кое со исти зборови и конструкција на ветување го даде вашиот претходник. Сега ни останува да се надеваме дека вие сериозно и одговорно ќе го спроведете во реалност, напиша Велев. Советот за развој на Вардарски плански регион денеска ја одржа втората седница. На седницата беше усвоена одлуката за усвојување на акциониот план за спроведување на програмата за развој на Вардарскиот плански регион за 2018 година, како и предлог одлуката за финансирање на активностите на ВПР. Советот за развој на Вардарски плански регион ја одржа втората седница на која беше усвоена одлуката за усвојување на акциониот план за спроведување на програмата за развој на Вардарскиот плански регион за 2018 година, како и предлог одлуката за финансирање на активностите на ВПР. Со буџетот се дефинирани приходите и расходите за работењето на Центарот за развој на Вардарски плански регион, како и за финансирање на проектите. Акциониот план е составен од 15 проекти, од кои 5 проекти се во фаза на имплементација. Се работи за 2 проекти кои се финансирани преку Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој. Се работи и за проекти кои сме ги реализирале и се префрлени во наредна година преку Министерството за околна самоуправа и Биро за регионален развој, еден проект кој е финансиран од програмата за развој на Обединетите нации UNDP во Република Македонија. Центарот има аплицирано со дополнителни 10 проекти за кои се очекуваат резултати. Истите се значајни за општините, меѓу кои инфраструктурно уредување на индустриската зона Мамутчева, реконструкција на Северен булевар во Кавадарци, изработка на техничка документација за фекална канализација со пречистителна станица во Горно и Долно Јаболчиште и други. Има сериозен интерес од страна на инвеститори во минатиот период и нови за почнување на бизниси во индустриската зона во Мамутчево и во изборот на неколку проекти ние што ги имавме се одлучивме за изградба на водоводната мрежа, резерварот за водоснабдување на индустриската зона, а со други пари од буџетот на општина Велес и од други донатори да ја правиме другата инфраструктура со цел да ги овозможиме сите претпоставки на потенцијалните инвеститори кои сакаат да инвестираат во таа индустријска зона. На седницата беше презентиран и реализираниот проект воведување и спроведување на ЕУ Леадер пристап во ВПР
во рамки на проектот на Европската Унија за мали бизниси, финансиран и поддржан од USAID и од швајцарската влада. Патнички воз удари во 2 коња во центарот на Велес и ги усмрти. По несреќата што се случила вчера попладне, возот го продолжил патувањето без сериозни оштетувања. Но затоа има материјална штета на автомобилот што минувал по блиската улица, врз кој паднал еден од коњите. Железничката несреќа во СВР Велес ја пријавил ДВ63 од Велес. Таа се случила на пругата Велес-Кочани, на 100 метри пред железниот мост. Железничка несреќа се случи вчера на пругата Велес-Кочани, кога возот со број 651, кој сообраќал на релација Скопје-Кочани, удрил во коњи што се движеле на пругата. СВР Велес информира дека несреќата се случила на 100 метри пред мостот. Двата коњи, чиј сопственик не е познат, се движеле по пругата, а возот удрил во нив. Од ударот едниот конј паднал врз автомобил Fiat Punto со велешки регистарски ознаки во сопственост на 52 годишниот ГМ од Велес. Од Здруженијето за заштита на животните, Гласот на животните, со остри критики за ваквите случувања. Велат дека во последниот период ова е трет случај каде што воз удира во конј. Апелираме до надлежните, да се смени законот за благосостојба и заштита на животните, поточно на коњите, за да престанат да се употребуваат како превозно средство. Сите здруженија што се за заштита на животните во Македонија со години уназад пробуваат нешто да сторат за да се измени овој закон. По завршување на увидот, екипи на јавното комунално предпријатие Дервен ги подигнаа мртвите животни и истите ги однесоа на градската депонија. Денеска се одржа традиционалната новогодишна свеченост на која градот им се заблагодари на поединци или организации кои во изминатата 2017 година оствариле резултати или ангажман со која се издвојуваат од останатите. На новогодишната свеченост се додели наградата најстудент професор доктор Ѓорги Шоптрајанов за 2017 година, кој припадна на Надица Шкрекова, студент на медицинскиот факултет. Неколку дена пред да зачекориме во новата година, би сакал да ви кажам дека сум оптимист за она што допрва доаѓа. Силно верувам дека Велес може да биде поубав, почист, поуреден и посреќен град. Ова денеска пред присутните на новогодишната свеченост го истакна градоначалникот на општина Велес Аце Коцевски. За овие нешто повеќе од 2 месеци се уверив дека за кратко време може да се направат многу нешта ако имате јасна цел пред себе. За нешто повеќе од 60 на дена успеавме да ги донесеме програмите и буџетот за наредната година, достојно да го одбележиме празникот на Велес 9 ноември, успеавме да реализираме неколку меѓународни активности и проекти, меѓу кои со Франција, Австрија, Романија, Турција, Србија. Општината им се заблагодари на сите кои дале допринос за развојот на градот. Но градот за хуманоста која негува со години, а за која малкумина знаеле, му се заблагодари на Тодор Митушевски. Тој секој месец донирал парични средства во општинската организација на Црвениот крст. Давав на разни фондации, давав на разни места кај што имаше потреба, којната што град Велес ја имаше во организација на православната црква по Вардарска епархија. Таму давав доста пари, доста време, доста години и прилика кај што треба на некого да му се помогне. Не е само тие пари што ги одвојував за Црвен крст, него и на други места сум давал. И ќе давам нормално. На настанот беа доделени и стипендиите на 10 најдобри средношколци и студенти. По втор пат, наградата за најдобар студент професор доктор Ѓорги Шоптрајанов ја добива Надица Шкрекова. Таа е студент на 5-та година на медицинскиот факултет. Има просек од 9,92. Просекот го добивам со многу учење, многу работи треба да се жртвуваат, излегувања, викенди не, мора вежбање постојано пракса и само желба, затоа што за медицината без желба не можеш да успееш понатаму. Градинката Димче Мирчев, Средното економско училиште Јовче Тесличков, основните Васил Главинов, Јордан Хаджи Константинов Джинот и Рајко Жинзифов беа наградени за континуираната посветеност во заштитата на животната средина.
Традиционално во пресред на Нова година градоначалникот Митко Јанчев им додели новогодишни пакетчиња на учениците од основните училишта во Кавадарци. Тој изминативе денови и денеска ги посети основните училишта и израдува 2500 ученици. Ова е традиционална активност на локалната самоуправа и градоначалникот во пресред на новогодишните и божикните празници. 2500 новогодишни пакетчиња беа доделени на учениците од сите основни училишта во Кавадарци, вклучувајќи ги и подрачните и паралелките за деца со посебни потреби. За посреќни и повесели новогодишни и божикни празници, градоначалникот Митко Јанчев заедно со Дедо Мраз изминативе денови ги посетија сите основни училишта и ги израдуваа децата. Со желби за среќно и убаво детство, градоначалникот им ја честита новата година на сите деца. Традиционално продолжуваме традицијата. Оваа година имаме поделено 2500 пакетчиња за основните училишта од прво до пето одделение, вклучувајќи ги издруженија на лица со посебни потреби, деца од дневниот престој, така да имаме 2500 пакетчиња поделени. Исто така да информирам дека за стара нова година ќе поделиме дополнителни кеси за децата од градинка. Значи, тога ќе биде тоа доделување. На децата сакам да им посакам само да имаат мирен, убав живот, сплотено семејство и да растат во здравје. Во сите училишта градоначалникот и Дедо Мраз беа пречекани со новогодишни организирани активности како пеење, песнички, рецитали, драмски изведби и слично. Децата беа пресреќни и радосни за подареното пакетче, а фотографирањето со Дедо Мраз беше неизбежен сегмент од целата посета. Учениците во знак на благодарност на градоначалникот му даваа пригодни подароци изработени од самите нив, а имаа и побарувања во зависност од потребите на училиштето. Кошаркарската школа ProBasket донираше за учениците со посебни потреби од специјалната паралелка при училиштето Страшо Пинџур. Со телевизор, кујнски предмети и новогодишни пакетчиња ги израдуваа децата со претенција да им ги направат повесели и посреќени новогодишните и божикните празници. Донацијата е обезбедена од собраните финансиски средства на неодамнешниот кошаркарски турнир и фирмите пријатели на школата ProBasket. Како што ветија, така и направија, кошаркарската школа ProBasket донираше за учениците со посебни потреби од специјалната паралелка при училиштето Страшо Пинџур. Станува збор за донација од телевизор, кујнски предмети и новогодишни пакетчиња, а финансиските средства беа собрани на предновогодишниот хуманитарен турнир во кошарка, кој што беше организиран викендов. Благодарност за донацијата изрази дефектологот Зоран Велков и рече дека овие празници се секогаш убав повод да се посетат учениците од оваа паралелка. И ние сме среќни што оваа година посебно, а и во изминатите години имаме толку посетители, толку луѓе кои што мислат на нас. Вистинско задоволство е да се видат млади луѓе кои што само иницијативно спроведуваат активности кои што сакат да ги посветат на нашите деца, на нашите ученици. Ние сме им крајно благодарни, ние вработените во посебните паралелки, нашите ученици и нивните семејства. Значи за поздравување иницијативата од млади луѓе и тоа стварно треба да не радува што спроведуваат овакви активности. Јас еве сега јавно ќе искажам огромна благодарност до ProBasket за нивната активност, нивниот хуман гест со тоа што ни купија телевизор, филџанчиња за чај и по едно новогодишно кесенце за сите наши ученици. На кошаркарскиот турнир учество зедоа над 150 деца, а останатите присутни имаа можност да донираат за поубави и посреќни празници на овие деца. Донацијата е обезбедена заедно со локалните фирми пријатели на школата ProBasket, а тренерите рекоа дека ова е само почеток на организирање на хуманитарни настани со кои школата ќе продолжи и во иднина. Идејата заедно со наставниците од основното училиште Страшо Пинџур дојдовме до идеја дека на овие дечиња за празници, бидејќи е ладно и зимо им фали во една училница телевизор, па решивме да ги стоплиме, да можат и тие да гледаат непречено цртани филмови, наставни програми, новогодишни приказни и се друго, да бидат среќни заедно со сите други дечиња. Исто така, бидејќи сите цел град поклонуваат новогодишни пакетчиња, решивме да дадеме нешто плюс, пак заедно на иницијатива на овие сите деца што тренираат. Мене ми е посебно драго што еден оваков потек се направи пред се од нашата школа. Еве, од наше име им ги честитиме новогодишните празници и божичните празници на овие дечиња од еден
добро организиран настан и овој хуманитарен акцент кој што за мене е главен во овој дел на нашиот новогодишен настан. Значи денес повторувам со мојот колега, организација прекрасна, донација за овие дечиња и мислам дека се сите среќни и задоволни. Учениците со неколку песнички им се заблагодарија на хуманите кошаркари, што се потрудија да им ги направат поубави предстојните празници. Три дена на плоштадот во Неготино се одржува новогодишен базар на кој учествуваат ученици од основните и средните училишта од овој град. Активностите од новогодишната забава што општина Неготино ја подготви во соработка со надлежните установи започна од вчера, ке трае до утре. Манифестацијата за отворена ја прогласи градоначалникот Тони Делков. Во пресрет на новогодишните празници на градскиот плоштад во Неготино се одржа новогодишен базар на кој присуствуваат голем број на граѓани на општината и кои имаат можност да уживаат во разновидната програма подготвена од организаторите. Активностите од тридневната новогодишна забава што општина Неготино ја подготви во соработка со надлежните установи започнаа со театарска представа во изведба на учениците од општинското основно училиште Гоце Делчев, а продолжија со настап на ученици од општинското основно училиште Страшо Пинџур и од средното училиште Свети Кирил и Методи. Танцова формација Зигзаг, а завршија со годишен концерт на општинското музичко училиште Владимир Арсовски, кој се одржа вчера вечер. Манифестацијата за отворена ја прогласи градоначалникот на општина Неготино Тони Делков, кој ја искажа јавната благодарност до сите учесници во програмата и изрази надеж дека преку содржините од истата организаторите ќе успеат да ја доловат новогодишната магија и со сите присутни на плоштадот заеднички да споделат радосни моменти. Полека, но сигурно доаѓа 31 декември, денот кој сите со нетрпение го очекуваме и заеднички за сите нас е тоа што ќе се склопат стрелките на часовникот точно на полноќ, еден на друг, ќе си ја честитаме новата година, ќе си посакаме на искрени желби, долг и среќен живот. А во пресрет на новогодишната ноќ, општина Неготино и надлежните установи подготвија тридневна предновогодишна забава, со чија програма ќе се обидеме и верувам ќе успееме да ја доловиме новогодишната магија. Градоначалникот Делков на најмладите им посака многу подароци под нивната елка и исполнување на желбите, а на сите граѓани на општина Неготино многу среќа во нивните домови и уште повеќе љубов во нивните срца. Народниот правобранител констатирал дека при приведувањето на тројцата пратеници на 28 ноември 2017 година е повредено правото на пратенички имунитет и начелото на презумпација на невиност, поради непочитување на правилникот за начин и вршење на полициски работи од страна на полицијата. Народниот правобранител Иџет Мемети информира дека констатираните состојби се од постапувањето по добиената представка од страна на пратеничката група на ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија. Вестите од Македонија во продолжение. Владата го представи планот за економски раст преку кој македонската економија идната година ќе се поттикнува со 3,1 милијарда денари, а дополнителна милијарда ќе се насочи за активните мерки за вработување. Проектираниот раст е 3,2%. Премиерот Заев најави економија на здрави основи. Врз основа на овој документ, владата ќе изработи и предложи законско решение кое ќе го уреди начинот на реализација на овој план на системски начин. Очекуваме тоа да биде завршено до крајот на месец февруари. Така, по донесувањето на завршните сметки од месец март, април, компаниите ќе може да аплицираат за мерките и придобивките од планот. Вице-премиерот Кочо Андјушев истакна дека ќе се поттикнуваат повисоки плати за поврат на нето плата, а најави и грижа за високоплатените кадри. Дека оваа програма е направена на транспарентни основи. Значи, нема договарање по кабинети, нема преговарање, има јасни критериуми по кои што програмата ќе биде во корис на економијата на Република Македонија, односно секоја компанија точно ќе знае унапред со на што може да рачуна и да нејзината помош биде предвидлива и да не зависи субјективно од ниеден чинител на владата на Република Македонија. Второ и многу важно, оваа програма за прв пат
македонските компании ги изедначува со странските компании и мислам дека за прв пат во Република Македонија македонските компании ќе бидат поддржани. Андјушев дециден дека мерките за вработување нема да бидат ограничени до 29 години. Во ноември 2017 година продажните цени на производителите на индустријски производи на домашниот пазар се пониски за 0,2% на месечно ниво, а повисоки за 1,6% на годишно ниво. Ова се податоците на Државниот завод за статистика. Во ноември 2017 во споредба со октомври 2017 продажните цени на производителите на индустријски производи на домашниот пазар се пониски во групите енергија за 1,1% и капитални производи за 0,2%. Во ноември 2017 во споредба со ноември 2016 година продажните цени на производителите на индустријски производи на домашниот пазар се повисоки во групите интермедијарни производи, освен енергија, за 5,7%, капитални производи за 3,1% и нетрајни производи за широка потрошувачка за 2,0%. Грција од денеска ќе биде зафатена со нов бран невреме проследено со дожд, ветер и снег на високите места, јавија грчките медиуми. Ураган го блокира морскиот транспорт во Јонското море. Поради силните ветрови прекинато е движењето на фериботите кои се движат од Игуменица до островот Крв. Вестите од светот. Под сомнение дека имаат врска со исламската држава, турската полиција уапсила 38 лица. Меѓу апсените имало и сирици. Контратерористичката полиција спровела претреси во домови во различни квартови на Биртса. Многострански борци минале низ Турција во последните години за да се приклучат на джихадистичките групи. Инаку исламската држава ја преземала одговорноста за нападот во ноќен клуб во Истанбул за време на дочек на новата година минатата година. Животот тогаш го загубија 39 лица. Експлодирањето на рачна бомба во супермаркет во Санкт Петерсбург. Рускиот претседател Владимир Путин го оценува како терористички акт. Тој во изјава за тамошните медиуми рекол дека издал наредба на шефот на Федералната служба за безбедност при апстење на криминалците да се почитува законот, но доколку животот на припадниците на безбедносните служби биде загрозен, тогаш да се действува решително, па дури ако е неопходно, терористите да бидат ликвидирани. При вчерашната експлозија на рачна бомба во супермаркет повредени биле 13 лица. Властите во Рио де Жанеиро очекуваат рекорден број на луѓе новата 2018 година да ја дочекаат на плажата Копакабана. Според првичните пресметки, околу 3 милиони луѓе облечени во бело заедно ќе ја дочекаат годината нова. За нивната безбедност ќе се грижат нешто повеќе од 1000 полицајци, а владата на државата Рио де Жанеиро соопшти дека со цел поголема безбедност на туристите, укинати се одморите и за 2000 војни полицајци. Властите очекуваат дека од дочекот на новата година во градската каса од туристите кои што ќе бидат присутни ќе се слеат околу 500 милиони евра. Со музика и забава, новата година ќе се дочека на 9 цени, а традиционално еден од најубавите новогодишни огномети се случува токму тука на плажата Копакабана. Утре во Македонија ќе преовладува претежно облачно време со слаб локален дожд, слаб снег на планините кои на некои повисоки места, повеќе во западните делови од земјава. Ќе дува слаб до умерен ветер од јужен правец, кон крајот на денот ќе го промени правецот во северен. Максималната температура ќе достигне до 12 степени. За време на викендот се очекува постабилно време. Со информацијата за временската прогноза го означуваме крајот на ова информативно издание. Ви благодарам за вниманието. Пријатно!